Главниот координативен штаб препорача, а владата донесе одлука со која угостителските објекти повторно се затвараат, а полицискиот час се продолжува за 2 часа и сега ќе трае од 20 па до 5 часот изутрина. Забрана и посебен режим на движење на граѓаните на територијата на Република Северна Македонија во временски период од 20 часот до 5 часот наредниот ден, целосна забрана за посетители, гости во сите угостителски објекти, кафетерии, ресторанти, барови, клубови и други објекти кои во склоп на истиот даваат угостителски услуги. А оние угостителски објекти кои вршат подготовка и продажба на храна може да остваруваат продажба на алтернативни начини. На земјоделците им се возможува движење врз основа на дозволите од подрачните единици и општинските кризни штабови. Сите граѓани кои што живеат во стамбени објекти за колективно домување и што имаат домашни милиничења, куќа, да може да ги изнесуваат надвор од своите домови во вечерните часови во време траење од 1 час, почнувајќи од 22 часот до 23 часот, најмногу до 100 метри од објектот во кој живеат. Дополнително се затвораат и фитнес центрите. Забрането е одржување на конференции и состаноци, а обложувалниците не смеат да примаат посетители. Најновите рестриктивни мерки доаѓаат по силниот удар на корона заразата и секојдневното зголемување на бројот на заразени, но и починати, а притисокот врз болниците станува алармантно голем. Огромна бројката на новодиагностицирани пациенти целиот овој изминат период, огромна бројката на хоспитализирани пациенти и сето тоа, иако со намалена динамика, се кумулира, ствара огромен притисок во болниците и сметаме дека празниците кои што доаѓаат може дополнително да комплицираат епидемиолошката ситуација и во таа смисла не сакаме да дозволиме да едноставно во продолжение на целиот тој период се случи уште едно дополнително оптеретување на здравствениот систем, нешто што веројатно тогаш тешко би можеле да го изменаџираме. Рестриктивните мерки почнуваат од утре, а ќе траат до 20 април, пошто ќе следува нова одлука. Најавени се засилени инспекцијски и полициски контроли, а од граѓаните се бара доследност и одговорност. Во меѓувреме започна вакцинацијата на населението и досега се вакцинирани околу 10.000 граѓани. Од денес во функција е ставена и спортската сала Борис Трајковски и тоа како вакцинален пункт. Од наша страна се ангажирани 30 медицински сестри на 24 позиции. Вакцинирањето, како што најавивте, ќе се одвива од 07 до 20 часот со 10 лекари. За сега се одвива во еден најдобар ред, пак ќе повторам, нема застој во работата, граѓаните си пристигнуваат од различни организации и потоа си заминуваат, значи влезот е од левата и од десната страна како што можете да видите, а излегуваат од средишниот дел и така. Дневно во Борис Трајковски се планира вакцинација на околу 3000 лица, што значи дека предвидените 24.000 дози би требало да се потрошат за околу 8 дена.